почнете си наставнички. Така, значи продолжуваме со часот по математика за седмо оделение. Со седмо оделенците имаме цртање на квадрат, правоаголник и правилен многоаголник. За да ги нацртаме, значи, овие работи, потребно ни да го примениме знаењето од претходните часови, каде што учевме цртање на паралелни и нормални прави. Евелина веќе ни ја избриша и таблата и може да почнеме со цртање на квадратот. Вие ќе почнете? Да. Ќе почнеме со цртање квадрат, еве, со страна од 5 cm. Значи, а не е еднаква. Само ќе ја потенцирам исто како минатиот пат кога цртавме триаголници, значи 5 cm цртаат учениците во нивните тетрадки, а ние цртаме овдека 50 cm. И сега ова ќе може да го искористиме. Користиме, значи, знаењето од цртање одсечки. За почеток што ни треба? Да нацртаме една одсечка со должина од 50 cm. Така. Лина, само ќе ми помогнеш? Да. Бидејќи не е многу стабилна таблата. Малце подолу за да има простор нагоре. Еве, значи внимаваме од нулата точно до 50. Ова е едната страна на квадратот. Што знаеме? Дека сите страни на квадратот се еднакви по должина и дека се нормални една на друга, односно се потагол од 90 степени. А сега ќе го примениме знаењето од претходните часови каде што цртавме нормални прави. Значи што треба да нацртаме? Низ точката А, нормала на страната АБ. А како се црташе нормала? Се поставуваше триаголникот овдека во точката низ која што треба да помине. Тука треба да ни е порамнета. И бидејќи триаголникот веќе има 90 степени, само цртаме одсечка со должина од понавака само малце, Лина. Дали е добра? Само мериме уште еднаш, бидејќи триаголникот тука не почнува од врвот нулата, туку е подолу, уште еднаш мериме дали имаме точно 50. Имаме точно 50. Тука ќе ни биде веќе темето Д и по истиот принцип, бидејќи знаеме дека и оваа страна е 50, а исто така е нормална сега на темето Б, од другата страна ќе нацртаме нормала. Само ќе добро ќе ја продолжиме, бидејќи нашиот триаголник е со пократка страна. Еве овака, прво нормалата ја цртаме. И оваа треба да биде од 50. Ќе ја продолжиме нагоре. И тука ќе ни биде точката С. Се што ни остане само да ги споиме точките С и Д. И квадратот е готов. Еве ни како се црта, значи прецизно квадрат. Значи повторувам уште еднаш, прво ја цртаме долната страна со дадената должина, нормално на неа од едната страна, од едното теме нормалата со должина од 50 cm, од другата страна и се што остане после само да ги поврземе следните две точки. За цртање на правоаголник, што мислите? Што ќе ни биде потребно? Бидејќи кај правоаголникот не се исти двете страни. Да, туку се 2 со 2. Одлично, 2 со 2. Значи таму веќе ќе ни бидат дадени должините на двете страни. И треба само да ги ќе го искористиме истото знаење од квадратот. Еве сега да нацртаме. Да избришам, така? Да. Со страни 6 и 3, односно ние 60 и 30 ќе земеме, еве ова ќе го искористиме овде. А нека е 60. А Б 30 сантиметри. Сега што внимаваме само? Лесно. Сакаш да се обидеш, Лина? Да. Значи што внимаваме? Ја имаме основата ќе мораш која со што... тој, да, бидејќи другиот ни е мал. Од другата страна само свртива. Не. Ме е ова се. Да, ако ги правиме, да. Сантиметри се, да, долу се инчите. Добро. Значи сега внимаваме така, да нацртаме одсечка со должина од 60 cm. Така, ја означуваме дека таа е АБ. И сега, ако имаме бидејќи 30 cm, така, повлекуваме права, бидејќи знаеме дека повторно 30. се подаголо 90 степени страните и кај
Кај правоаголникот. Значи исто повлекуваме нормала, но сега наместо со истата должина од долу, сега внимаваме да биде должината 30. 30. Така. И еве точката Д. Така. Истото го правиме и од точката Б, повлекуваме значи нормала. Вака. А само Со сега може должина од 30. Така. И таму ни е точката С и ги поврзуваме. и го добивме Правоаголникот. правоаголникот. Имате право, овие некако таблава не ни е сигурна. Добро. Малку излегов, Добро се ама гледа каде ради е табла. таа што ни треба. Не ни е многу стабилна таблата за цртање, но добра е. И ни остана да им покажеме уште како се црта правилен многоаголник. Се подсетиме само правилен многоаголник е многоаголникот кај кој што сите страни и агли се еднакви. Тоа значи дека Тоа може да биде и петоаголник, шестоаголник, шестоаголник, седмоаголник. Еве, ќе почнеме со петоаголникот, па ќе се обидат за дома со шестоаголник. Супер. Нека ни и ова би ќе го избришеме тука. Би да го избришеме, да, нека остане? остане 60. Со тоа што сега значи веќе ќе мора да имаме и агол дадено. Аголот Добро. алфа еве нека е бидејќи петоаголник ќе ни биде 108 степени. Алфа. Алфа е 108 степени и сега ќе нацртаме најпрво, добро, може сега веќе со не ќе мораме со тој до Да не ни 50, дое да. многу 50 треба помалку. Да, Ако е бидејќи таблата петоаголник, ни е да. мала, Е ајде мала. вака, ќе направиме Да. со 30. Со 30 Таблата ни е мала, да. И еве Марија вика со 40. Може 40? Ајде. Ќе ни 30. 30, Ајде, нека биде 30. за секој случај. 30. Тогаш веќе можеме и со овој да не се мачиме со големиот. Да. Че цртаме најпрво долу отсечка од 30 см. Така. И сега погледнете која е разликата. Бидејќи немаме веќе нормали, туку Имаме знаеме дека агол. аголот е 108 степени, И што според прави? тоа се водиме, го мериме аголот и Одлично, го Рина. означуваме и Браво. на тоа Браво. му На таму Така. таму додаваме. 108 8. рековме, тоа би му дошло овде. Така. А сега можеме одма со Да, 30 30. да го по... Значи кракот на аголот тука го правиме да биде со должина од 30 см, бидејќи сите страни се исти по должина. Што требаше да направиме? Петоаголник? Петоаголник. Петоаголник. Истото го правиме и од И од оваа оваа страна. А можеме да продолжиме и тука. Да, не е, да. не е проблем, Но, како еве, ни е мислам полесно дека да оде полесно за е Од цртање. оваа страна 108 рековме. Да, Да. така. 30 да најдеме вака. Вака. 25 лина, догоре. 25. Што е малце До догоре. 30. Така. 30. И сега потребно ни е Тука е С. уште еден. Еве од оваа страна можеме. Сто 8. 108. Така. 8. 30. И само да Се ги што остана поврзиме. на крај, Да се поврза. последното така да се поврза. Дали ни е исто од 30 да провериме? Да, точни одлично. Значи сме. прецизно сме цртале. Кога ќе проверим, еве го, дека навистина е 30 см. Тука ќе дојде Д. Д и Е. Значи, видовме како се црта и петоаголник. Значи да повториме уште еднаш, се црта прво страната долу. Страната. Потоа аголот. Значи сега објаснуваме за било кој понатаму правилен многоаголник. Без разлика дали е шестоаголник, седмоаголник. Аголот ќе ни биде даден. Цртаме долу страната. Мериме потоа аголот, Да. внимаваме кракот на аголот да е со иста должина колку што била и Да. долната страна, односно дадената. Потоа, тука каде што завршивме, цртаме нов Нов агол. агол. Со исто должината на вториот крак да е колку што е дадена. И продолжуваме се додека не дојдеме до последното каде што ќе треба да се спои со
Првото. Ако прецизно сме цртале, кога ќе ги споиме последното теме со ова теме овдека, треба да биде со иста должина. И должина, аголот, да. кога ќе го измериме, ќе биде Иста ќе биде еднаков. даден. Да. Еве за домашна работа, нека се обидат учениците од учебникот на страна 215 да ја решат задача 1 по таа, третата по да и задача 5. За да совршат цртање на правоаголници, квадрати и правилни многоаголници. Одлично. Ова беа навистина прекрасни 2 часа математика. Ви благодарам. Да, ви благодариме и вам. Сега одиме со кратка пауза и се враќаме со следниот час.